И додека се расфрламе само со констатации, можеби партиите би можеле да се фокусираат на граѓаните и нивните потреби, граничните премини. Жителите од Голобардо бараат да им се помогне да функционираат како граѓани наместо 70 километри колку им се потребни да се исполни ветеното и до изградба на граничниот премин и скратување на нивниот пат до секојдневните потреби на само 3 километри. Македонците од Голобардо ја заживуваат идејата за отварање на граничниот премин Джепиште-Требиште, иако реално оддалечени само 3, сега за да стигнат до Девар треба да поминат дури 70 километри. Велат дека отварањето на преминот значително ќе го олесни протокот на стоки и ќе ја подобри комуникацијата меѓу граѓаните. Кладо е еден датум 28 октомври за да преработи тој. Од страна албанска се направи све. Готови. Сега од страна македонска уште ништо немаме и не е почнат и немаме никакви информации. Се очекува колку побрзо да се отвори. Зашто тој е и еден премин многу што вреди за Голобардо. Преминот од албанска страна е речиси завршен. Османи ги повикува надлежните македонски институции да ја забрзаат работата и преминот да профункционира. Па секако тоа се од страна албанска зашто е направен. Се викат ја Македонија не ви оправи или не ве сакат. Што ми мајчин јазик македонскиот ги имам. Култура све по македонски. Отварањето на преминот Македонија и Албанија го договорија уште во 2006 година. Од тогаш локалните жители го очекуваат неговото започнување со работа, како надеж за подобар живот. Се надеваат дека наскоро ќе заврши практиката, болните изнемоштени лица на раци и во кебиња да ги носат на лекување преку планината во Девар. Османи предупредува, доколку преминот не се отвори, има опасност македонското население да емигрира од сите 16 села во регионот.